Човек кој не бега, не глуми. Човек кој знае дека довербата се гради со работа. Тоа е човекот што ќе биде секојдневно со вас. На улицата, во училиштето, во малото. Вашиот кандидат за градоначалник на општина Крушево, Нико Чонески. Добра вечер, Крушево! Почитуван председател на ВМРО ДПМН и председател на владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицковски. Почитуван генерален секретар на ВМРО ДПМН, господин Ѓорѓија Сајковски. Почитувани представници на коалиционите партнери од коалицијата Твоја Македонија. Почитувани представници од политичката партија Знам. Почитуван носител на листата за кандидати за советници за општина Крушево, доктор Александра Мијајлеска Стевановска. Почитувани кандидати за советници за општина Крушево. Почитувани сограѓани, комши, пријатели, браќа и сестри. Ете вака не личи. Македонци, власи, албанци, од Бучин до Белошино, од Пуштарека до Остријуци, од град и од село, стари и млади, мажи и жени, сите заедно, рамо до рамо, со една иста цел, да донесеме промени. Да го направиме Крушево место во кое ќе биде привилегија да се живее. Голема е честа што денес ви се обраќам токму од ова место. Старата Крушевска чаршија. Тука растев. Тука ги слушав звукот на занајчиските алати, шегите, но и строгиот збор на старите мајстори. Од нив научив што значи честност, трудолюбивост и цврсто даден збор. Односно, научив што е еснав. Затоа често зборувам за еснавско Крушево. Крушево на вредностите, на мајсторијата, на луѓето што се гордеат со тоа што го создаваат со своји раце. Крушево какво што е врежано во моите спомени и во моето срце. И за такво Крушево ќе се борам за секогаш. Но денес, драги мои, реалноста е поинаква. Нашето Крушево, гордоста на Македонија, денес е општина без насока, без идеја и без визија. Имаме општина која се дави во долгови, која не е искрена со нас, која за 8 години не успеа да ги реши нашите основни потреби, а од друга страна се трошат средства без резултат и развој. Јавното предпријатие Комуна достигна долг од 45 милиони денари, а вкупниот долг на општината милион евра, со капитални инвестиции од само 3 милиони евра за 8 години. Денеска Крушево е општина со многу проблеми, од основни услови за живот како вода, чист воздух и чиста животна средина до образование и развој. Културниот живот во Крушево, кој беше синоним за живост и традиција, денес полека замира, оставен без поддршка и визија за иднината. И најтажно од се, луѓето престанаа да веруваат дека нешто може да се смени. Но јас верувам
Верувам дека може и дека мора подобро. Затоа сме тука. Затоа нудиме програма што не е список на празни ветувања. Нашата програма е патоказ по кој ќе се движиме, но и домакински даден збор кој ќе треба да го одржиме. Тоа е спој на мојата визија и вашите предлози, но и спој на потребното и можното. Позади оваа програма стои и владата на Република Македонија, која за кратко време покажа дека може поинаку, а не како досега. Што ветуваме во следниот период од 4 години? Решавање на проблемот со дивата градска депонија, но и организирано собирање на сметот во селата. Решавање на проблемот со водоснабдувањето во општина Крушево. Изградба на 2 нови полетишта за параглайдинг и змејарство. Изведба на 40 километри патики за планински велосипедизам. Изградба на нова спортска сала. Изградба на обиколница. Изградба на канализациони системи во Бучин, Светомитрани, Врборец, Алданци, Пресил, Норово, Саштево и Волино. Решенија за нови паркинг места, реновирање и санација на сите училишни згради, уредување на центарот на градот и фасадно уредување на Крушевската чаршија, организирање на повеќе културни манифестации и враќање на манифестацијата Крушево етно град. И многу други проекти од инфраструктурата, економијата, културата и образованието. Почитувани, земете ја програмата, прочитајте ја внимателно и заедно ред по ред да ги заокружуваме реализираните проекти, да се радуваме на се што ќе направиме заедно. Јас не ветувам чуда. Не ветувам чуда, но верувам дека чудата се можни. Впрочем, нема во Македонија поголем пример за тоа од Крушево. Чудото за кое во 1903 година слушна цела Европа и цел свет. Ајде да веруваме заедно. Ајде да сонуваме да го вратиме сјајот на Крушево. Ајде да засветат прозорците на испразнетите прекрасни крушевски куќи. Ајде да направиме уште едно чудо кое ќе започне со пенкало на 19-ти, а ќе продолжи со многу работа, искреност и сплотеност. Сечи проблем ќе биде заеднички, секоја критика ќе биде добродојдена, секој предлог ќе биде внимателно ислушан. Затоа, гласајте за бројот 9, за проекти кои јас и советничката листа предводена од ВМРО ТПМН се обврзуваме да ги реализираме. За твоето место, за твојата иднина, направете го вистинскиот избор за Крушево. И кога успехот ќе дојде, а ќе дојде, тој ќе биде наш заеднички успех. Да сте здрави и живи! Да живее Крушево! Да живее Македонија! И благодарам многу!